Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за денес. Председателката Силјановска Давкова се сретна со американската амбасадорка Агелер. Продлабочувањето на македонско-американското пријателство и засилување на соработка на двете земји била темата на разговорот. Мандатарот за македонската влада Христијан Мицкоски вели укинувањето на балансерот е препорака на Европската Унија. Предложениот кандидат за министер за транспорт Александар Николовски вели дека автопатот Кичево-Охрид е поставен како врвен приоритет на новата влада. Плоштадот Гоце Делчев во Битола ќе биде пешачка зона. Фолклорните игри под шара испратија порака за вредностите на културната разноликост. А на самиот почеток на емисијата еве дел од интервјуто на амбасадорката Анџела Агелер за емисијата 360 степени. Амбасадорката ја поздравува најавата на лидерот на ВМРО ДПМН и мандатар на идната влада Христијан Мицкоски дека при заклетвата како иден премиер и во настапите во странство ќе го користи уставното име на државата. Ќе кажам дека беше разочарување за раководството во Вашингтон кога председателката реши да не го употреби уставното име на земјата при давање заклетва и искрено тоа што идниот премиер и министри ќе го направат е нешто што го поздравуваме. Како што разбирам, деловникот на собранието е сменет за да се вклучи и тоа, уставното име, и воодушевена сум што тоа го гледам. И сум многу задоволна и го поздравив неговиот настап пред некоја вечер во која тој рече дека ќе го почитува уставното име на земјата при давањето на заклетвата, нагласи американската амбасадорка во Македонија Анџела Агелер. За своите маки да не кажува. Дајте добра песна и добра ракија. За нас тоа не е леко во тешки времиња. Нека е нешто весело се живота заигра. Заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите како се веселиме. Здравје да ме служи, а и паметта, и да ми е жива здрава фамилијата. Бог да ми ги чува и пријателите, на нас кога
Boga nije teško kada nije. Neka reći nešto veselo, se života zaigra, barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane, neka slušna ti dušmanite, kako se veselime. Zaigra, barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane, neka slušna ti dušmanite, kako se veselime, kako se veselime. Веднаш по формирањето на владата ќе седнеме, ќе ги видиме законските можности кои ни стојат на располагање, ќе ги поканиме и експертите на една дебата и дискусија за враќање на цената на електричната енергија, односно да ја разгледаме можноста дури и за нејзино намалување. Рече мандатарот за новата влада на Македонија Христијан Мицковски за време на посетата по повод почетокот на работа на вториот производствен погон на фабриката Кил Македонија во техничко-индустриската развојна зона Тетово. Мицковски информираше дека следната влада има план како да го направи и намалувањето на цената на струјата. Имаме план, имаме начин како во периодот што следи да го направиме тоа така што граѓаните треба да бидат спокојни. Доаѓа влада која ќе се грижи за стандардот на граѓаните. Според Мицковски, вториот работен ден на новата влада ќе биде одбележан со инвестиција која има вредност од околу 450 милиони евра. Нешто кое се нема случајно кај нас, не само во полето на енергетиката, туку генерално во бизнисот, една огромна странска инвестиција која ќе произведува 20% од вкупното производство на електрична енергија. И тоа ќе биде обновлива енергија со што правиме чекор кон комплетна енергетска независност, истакна Мицковски. Тој е убеден дека за неколку месеци Македонија ќе биде енергетски независна. Јас сум убеден дека за неколку месеци ќе може да прогласиме дека Македонија ќе биде енергетски независна. Ќе произведуваме онолку колку што ќе трошиме, а граѓаните нема да бидат загрижени за својот стандард и паричник заради големата инфлација поради високите сметки за електрична енергија. Туку таа електрична енергија која ќе ја трошиме, истата и ќе ја произведуваме. Нема да увезуваме со што ќе се намали разликата на нашата трговска размена, а истовремено ќе се зголеми бруто државниот производ. А со зголемувањето на БДП, повторно ќе се вратиме на она место каде што припаѓавме, а тоа е врвот на Европа според раст на БДП, а не како сега на дното во изминативе 6-7 години, изјави мандатарот за новата влада Христијан Мицковски.
pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto sozi daleja? Dajte pesna da peja. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Plejte pesna zaleja. Vaša pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, zapejte mi, ej, drugari. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto suzi daleja? Dajte pesna da peja. Vaša pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени,
кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг Македонија. Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова оствари средба со амбасадорката на Соединетите Американски држави Анџела Агелер. На средбата беше разгледувано за можностите за засилување на соработката меѓу двете држави, за македонските евроатлански интеграции, како и за потенцијалите кои ги нуди стратешкиот диалог за конкретизирање на билатералната соработка меѓу двете земји. Председателката Силјановска-Давкова се заблагодари за севкупната поддршка од Соединетите Американски држави и ја истакна подготвеноста за натамошно продлабочување на македонско-американското пријателство и меѓусебна поддршка во насока на реализирање на македонските надворешно политички цели. Во тој контекст, председателката истакна дека како стабилен партнер и докажан сојузник на Соединетите Американски држави во НАТО алијансата, остануваме фокусирани на заедничките определби за безбедност, слобода и демократски просперитет, со активно учество во заедничките активности во борба против тероризмот и другите закани врз мирот во светот. Потенцирајќи дека евроинтеграциите имаат позитивно влијание за демократската и економската консолидација на земјите од регионот, председателката ја истакна потребата од забрзана европска интеграција. Во таа насока, таа посочи дека пристапниот процес за членство во Европската Унија мора да биде мериторно валоризиран и не смее да трпи политички притисоци од страна на други земји членки. На средбата председателката ја потенцираше улогата и поддршката на Соединетите Американски држави во интензивирање на реформските процеси и истакна дека земјава и понатаму останува посветена на спроведување на реформите во владењето на правото, борбата против корупцијата и реформите во безбедносниот сектор, како едни од нашите највисоки приоритети. Двете соговорнички разменија мислење за исходот од самитот за мир во Украина, за влијанијата на безбедносните случувања во регионот, како и за политиките во интерес на гарантирање на мирот, стабилноста и просперитетот на поширокиот регион, информираат од кабинетот на председателката Гордана Силјановска-Давкова. Единец се жени мајко денеска и во куќа тој ви носи сна убава. Тама нека удри силно да се разле, доста време ергеновен да се захле. Радост ваша, сака да ви наздрави, еј со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари велике ти здравје. Ајде, запејте, време е за славје, валантонски свадбари ке свират до забајле.
rakija i vino, ja sum rodo tvoj i za seta ljubov. Jaskevi se odloža, tvoj talo zamili, tako keja prodoža. Zakadari na zdravi, ej, Sopolna čaša. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Zakadari na zdravi, ej, Sopolna čaša. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Gospoda mi podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Makedonija. Makedonija. Мандатарот за новата македонска влада Христијан Мицковски на новинарско прашање дали ќе го реализира најавеното укинување на балансерот за вработување по етничка припадност, рече дека тоа е препорака на Европската Унија и следува по скрининг процесот. Иако тие велат дека треба да се укине, нам не ни преостанува ништо друго освен да работиме согласно препораките кои што доаѓаат од самата Европска Унија. Тоа е резултат на скрининг процес. Дали ние треба да се однесуваме и да напредуваме во Македонија според компетиции или според пол и според етничка припадност или верска припадност? Јас мислам дека треба според компетенции. Ајде така и да работиме, рече Мицковски во промоција на новата фабрика на компанијата Кил во Тетовската индустријска развојна зона. Тој беше прашан и дали од коалицијата Вреди добил позитивно мислење за поставување на министерот Стојковиќ, на што потсети дека се искажал по тоа прашање кога го поднел предлогот за состав на владата и не сака да се дефокусира јавноста од вистинските теми. Вистински теми се како да отвориме повеќе вакви фабрики како оваа во Тетово и да ги вратиме младите. Тие што провоцираат ваква дебата во минатото, а тоа се владата на СДСМ и ДУИ, која ги наполни автобусите со млади луѓе што си заминуваат надвор од Македонија во потрага по добар живот, јас мислам дека како идна влада треба да работиме да ги полниме овие фабрики и да ги вратиме тие млади луѓе овде во Македонија, тука да ги градат своите семејства. Ајде сите заедно да работиме на иднината, да не се враќаме на анахрони, шовинистички, националистички теми. Знам дека има такви политичари кои што го промовираат тоа, но тие се поразени од народот, повеќе од 600.000 граѓани гласаа за оваа коалиција. Дебатата продолжува во парламентот и тоа што јас имав да го кажав уште во текот на вчерашниот ден, истакна Мицковски. Тој се уште не знае кои се имињата на заменик министрите во владата, бидејќи ниту истите се поднесени, ниту истите се повлечени. Се уште траат консултации помеѓу коалицијските партнери. Пракса е 3 до 4 недели од како ќе биде изгласана, владата да изгласе и заменици министри. Така што почекајте, допрва ќе бидат познати имињата и како резултат на тоа ќе биде познато во јавноста,
а вие како јавност ќе бидете на време информирани, одговори Мицкоски на прашање за замениците министри од редовите на Алтернатива. Со пригодна свеченост во компанијата Кил Македонија се означи почетокот со работа на втората нивна фабрика која се изгради во технолошко-индустриско развојната зона Тетово. Оваа фабрика има 7500 квадратни метри,
Првата беше изградена 2017 година кај местноста Еребино близу Тетовско Желино. Компанијата стартуваше со 40 вработени, моментално сме 180, а треба да се достигне целта од 300 работници во двата објекта кои произведуваат седишта за возови и автобуси, изјави извршниот директор Владимир Стефановски. На свечаноста се обрати мандатарот на идната македонска влада Христијан Мицкоски. Во едни вакви тешки времења би рекол не само што е мудра, туку и навистина смела одлуката да се инвестира во државата. И во таа смисла јас како човек кој за скоро очекувам да ја добијам парламентарната поддршка за водење на идната влада, имам изразена намера да придонесам и активно да поддржувам секаков процес кој ќе значи нови работни места, повеќе пари за македонската економија, успешни бизнис приказни кои ќе потврдат мојата искрена намера преку инвестиции, преку развој и технолошки прогрес да ја вратиме државата на народот, контролата во неговите раце и да создаваме среќна иднина за сите. Новата влада ќе биде партнер на стопанствениците. Една од првите мерки во првите 100 дена од новата влада ќе биде намалување на даноците на профит. На тој начин ќе се помогне на бизнисот и ќе се обезбедат повеќе пари во економијата. Ќе има кратење на административните процедури и отстранување на бариерите кои го попречуваат бизнисот, порача Мицковски. На свеченоста се обратија и Антје Венделт, директор на АХК, Германската стопанска комора на Македонија, аки е теми председател на управниот одбор на инвестициската група Нормак, Јирген Мил, извршен директор на Кил Груп, како и Кристијан Шрант, генерален директор на Кил Македонија. Вечерва да ви запеам, радоста и тагата да ја опеам. Сите што сте дојдени ве поздравувам и со чаша крената ви наздравувам. Ајде сега станете сите на нозе, македонски да ве подкрепам.
Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do sabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj ću mus da se pamti, da i ostane. Nina nasviri silno, ej, razvali opa i a. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa i a. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti dam, a onda ti je. Sviri majstore, noć da naša je. Sviri duri, živa voda, nese svoje ime. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa i ha. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina nasviri silno, ej, razvali opa i ha. Opa, 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 Nina naigrajmo me, razveseli me.
opa, Nina, naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina, nasviri silno, razvali opa, iha. Opa, 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 Nina, naigrajmo me, razveseli me. Предложениот министер за транспорт Александар Николовски во интервју за Дневникот на Канал 5 потенцираше дека трите проекти на кои ќе стави акцент од преземањето на функцијата се автопатот Охрид-Кичево, експресниот пат Градско Прилеп и браната Отиња, која, како што напомена, е исклучително важна за источниот регион. Граѓаните очекуваат одговори на две прашања, и тоа прво, експресниот пат од Градско до Прилеп, што ја поврзува Пелагонија и Централна Македонија со остатокот на државата, и тоа е нешто на кое прво ќе имам увид. Втора работа, истовремено врвен приоритет е автопатот Охрид-Кичево, кој со години е застанат и не се гради. Ќе видиме зошто е тоа така и што може да се направи. И трет приоритет е изградбата на браната Отиња, која е исклучително важна за источниот дел на Македонија, изјави Николовски во Дневникот за Канал 5. Во однос на договорот со конзорциумот Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10Д, Николовски посочи дека смета оти овој договор треба да се објави. Во однос на содржината на договорот појасни дека институциите соодветно ќе го разгледаат и ќе се добие одговор дали дополнително може да се преговара или разговара за дополнителни делници. Не знам по кој закон тој е класифициран како државна тајна. Во однос на содржината на договорот, кога ќе влеземе во институциите, соодветно ќе разгледаме и ќе видиме што може максимум Македонија да добие од овој договор. Дали дополнително може да се преговара или разговара за дополнителни делници што можат да се изградат надвор од овие кои се веќе предвидени, за Македонија да добие повеќе километри автопати и експресни патишта кои што подобро би ги поврзувале граѓаните. Кандидатот за министер за транспорт потенцираше дека ќе се обидат да оптимизираат во рамките на предвидените средства граѓаните да добијат максимум од тоа што може да се извлече од овој договор. Државата веќе реализираше дел од обврските по однос на овој договор, а сметам дека секој друг чекор би бил штетен за државата, затоа што тоа се веќе потрошени средства и треба да се извади максимумот, односно да се изгради максимум автопати и експресни патишта во рамките на овој договор. Во однос на делот за надзор, веќе има иницијатива во соодветното обвинителство и тоа треба да си каже како стои таму работата. Секако доколку има наводи да се испрати тоа во судот и судот да пресуди дали таму има или нема злоупотреба. Во однос на Бугарија потенцираше дека уставните измени под бугарски диктат нема да има и дека Бугарија треба да ги исполни своите обврски кон Европскиот суд за човекови права и да има гаранција дека нема да има следни вета. Во однос на преговарачката рамка кажано е дека никој од нас не бара промена на преговарачката рамка. Ние бараме Бугарија да ги почитува своите обврски и второ, дека ние нема да направиме уставни измени под бугарски диктат. Ако Европската Унија смета дека Македонија треба да преговара и да стане членка, има многу механизми со кои може да се натера Бугарија да го повлече ветото. Ако смета дека не треба да преговараме, тогаш нема да преговараме и ќе ја развиваме државата самостојно, изјави Николовски. Što solzi suši
što leči tažni duši, mleko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Koji da prašam, koji da znaje, koliko zborot, koliko traje, zborot što tako žarot žeži, zborot ko kamen teži, zborot što tako žarot žeži, zborot ko kamen teži. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesma da mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Со цел растеретување на сообраќајот во централното градско јадро, по примерот на европските градови, општина Битола во континуитет работи на спроведување на решенијата кои ќе ја намалат фреквенцијата на возилата во центарот на градот, а со тоа ќе се влијае на подобрата уреденост, зголемената безбедност на учесниците во сообраќајот и намалување на аерозагадувањето од возилата во центарот на Битола. Во оваа насока, градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски побара од јавното предпријатие за урбанистичко планирање, проектирање и инженеринг изработка на основен сообраќаен проект за воведување на пешачка зона на плоштадот Гоце Делчев. Сообраќајниот проект се работи според сообраќајната студија и идеен сообраќаен проект со динамичка микроскопска симулација за организирање на режим на сообраќај во централното градско подрачје во Битола. Претворањето на паркингот во пешачка зона е само еден дел од целата студија, а изработени се и два сообраќајни проекти за централното градско подрачје за претворање на улици од двонасочен во еднонасочен сообраќај, пешачки зони, смирен сообраќај и друго. Покрај тоа што паркингот ќе стане плоштад, општината ќе побара од јавноста и експертите во областа да понудат идејно решение кое ќе даде подобра насока за целосно уредување на плоштадот со нови содржини.
Дополнително, за да не се појават недостатоци на паркинг места, локалната самоуправа работи и на подготовка на проектна документација и уредување на паркинг простори на повеќе локации, како што се Декорпот, Ат пазар, Овчи пазар, соодветно се адаптира просторот кај поранешниот јад, паркинг просторот на улицата Цане Василев, а ќе следуваат и површините наменети за паркирање кај улиците Нико Фундали, Никола Русински, просторот меѓу зградите, така наречени хеликоптери, како и делот зад секторот за внатрешни работи Битола. Со организирани активности и координација на јавното предпријатие Паркинзи, веќе се работи на поттикнување на граѓаните за активно користење на постоечките обележани паркинг простори и надминување на проблемите со паркирање на возила на несоодветни места и зелени површини. Nasred selo golemo, izvor voda studena, do voda ta studena, prava svadba golema, eve ja nevestata, oro togo zaigra. Što
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Буџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Marketing. Ке ти дојдам вечер јас во Зладова, ке ти легнам тивко јас на перница, ке ти дојдам вечер пенџер отвори, љубов што ти носам ке не изгори.
И пред самиот крај, две вести од културата. Манифестацијата Фолклорни игри под шара по четврти пат во Тетово ја организираше Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка. Народните игри, песни и носи од различните народи кои живеат во Тетово беа представени во Центарот за култура Илјо Антевски смок. Македонскиот фолклор го представија домаќините, Културно-уметничкото друштво Бранко Чајка, Културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница и вокалниот ансамбл Распеани кичевчани од Кичево. Културно-уметничкото друштво Джеладин Зеќири од Тетово го представи албанскиот, а Културно-уметничкото друштво Јени Хајат турскиот фолклор. Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка ја организира оваа манифестација со цел да ја представи токму таа убавина, тоа шаренило на народни носи, игри и песни. Со тоа, фолклорните игри под шара испраќаат порака за соживот, разбирање на вредностите на културната разноликост и заемно почитување на сите заедници кои живеат под закрила на нашата убава Шарпланина. Публиката на сцена виде разновидни носи и мелодии и игри. Со сета таа разновидност забележија едно нешто кое е заедничко кај сите играорци, а тоа е насмевката која ги краси нивните лица и која што кај секој од нив е иста. За секоја насмевка пак стои огромен труд и напор, па затоа настапите беа наградени со силни аплаузи, истакна Сонја Андонов, председателка на Сдруженијето. Таа исто така посочи дека културно-уметничките друштва имаат мисија да ја чуваат и негуваат традицијата со предавање, давање и чување на искуства и културно наследство од генерација на генерација. 4 дена Центарот за култура Илјо Антевски смок од Тетово е домаќин на првата графичка колонија во рамките на годинешната програма. Ќе се работи во просториите на установата. Имаме една работилница, а потоа сите графики ќе се печатат тука во овие простории на Центарот со овие услови што ги имаме и што се на ниво. Тоа што е најпотребно за сите графичари, ја имаме графичката преса, боите, хартијата. Тоа е најважно за нас графичарите, изјави Бехар Ферати, графичар од Тетово. На графичката колонија во Тетово, освен македонски уметници, ќе дојдат или ќе испратат дела и графичари од Србија, Косово, Бугарија и Полска. Мене ме радува што Тетово, каде што има факултет за уметност, ќе има графичка колонија и изложба. Се надевам дека ќе биде традиционална секоја година. Едноставно графиката да живее. Имаме проблем со графиката низ светот. Ние треба да бидеме тие кои ќе придонесат да има графика на овие простори, изјави Трајче Блажевски, учесник на колонијата. Нема ден јас да не помислам кај сум што сунцо што јасна пара проклета. Уште роб сум, нема ден јас да не отсујам судба клета зошто окупат јас прелетав. Очи има фама не гледа. Земјава ни еден пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Што ми лежи сега, знам јас оти каменот. Дома тежи торкалет со сол на солете. Знајте сите кај да
патите и за дома да не патите. Нема на земјава ни еден пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Земјава ни еден пешалбар од срце што не заплакал. Солза за мајката, солза за куќата, солза за Македонија. Солза за Македонија. Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за Волкот и Еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал Еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал Еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава и стурка е од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал Еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил Еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал Еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за Еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал Еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мртнал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал Еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш Еленот предложил. Ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил. Па можам Еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот Мечок.
Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол: Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели: Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело низ толку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол: Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.